Вести на Канал 8. Во тек е реализацијата на втората фаза од изградбата на етнопаркот во општина Зрновци. Во оваа фаза се гради селска етнокуќа со автентичен изглед, во која ќе бидат изложени домашни алати, облека и стари предмети, што се карактеристични за регионот. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски во посета на општината. Интензивно тече реализацијата на проектот за изградба на етнопаркот со етнокуќа во општина Зрновци, за што се инвестираат околу 3,5 милиони денари. Најголем дел од средствата се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен регионален развој, во соработка со Центарот за развој на Источноатлантски регион, а свое финансиско учество со околу 10% има и општината. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски во посета на општина Зрновци со цел да го види текот на реализација на проектот за изградба на етнопарк и етнокуќа во Зрновци. Ова, како што гледаме, навистина еден убав објект, добро е средено. Ова е втора фаза на изведба на проектот. Се очекува наредна, односно оваа година, општината аплицира и со трета фаза за доуредување, надворешно доуредување. Се надевам дека ќе биде добро оценет проектот и ќе биде дополнително финансиран. Инаку, во изминатите 2 години во Источниот плански регион финансирани се проекти во вредност од 1.350.000 евра. Оваа година очекуваме од прилика околу 1 милион евра да бидат дополнително нови проекти финансирани. Оваа година вкупно на целата република се издвоени околу 8 милиони евра. Тенденцијата од година во година се зголемува и така во последните 3 години имаме вкупно 20 милиони евра за рамномерниот регионален развој, поттикнување на регионалниот развој. Се надевам дека и во иднина и општините ќе аплицираат со добри проекти и идеи кои што навистина ќе значат не само за локалното население и општините, туку еден севкупен развој на поширокиот регион. Етнокуќата и етнопаркот се градат со цел да се зачуваат културните ресурси со кои располага општината и заштита на културното и етнолошкото богатство по течението на Зрновска река, рече градоначалникот Станков. Тоа е регионален етнопарк во кој што се гради етнокуќата, во која што ќе бидат сместени голем број на експонати на отворено, меѓутоа исто така и голем број на експонати на затворено. Тука пред се мисли на предмети кои што ги користеле нашите предци во минатото. Значи се со цел да ги оставиме во наследство на идните генерации, да може значи да имате една представа со се што какви предмети користеле нашите предци при секојдневието. Значи ќе има предмети од текстил, предмети од метал, од дрво, предмети од глина. Ќе го отсликуваат минатото, меѓутоа исто така и ова ќе представува едно добро катче за рекреација, како за локалното население. Очекуваме дека со ова ќе привлечеме внимание и на голем број на туристи, бидејќи ова ќе прави една комплетна туристичка содржина. Заедно со останатите кои што ги имаме во општина Зрновци, мислам дека ќе станеме една прилична дестинација за туристи од надвор. Овој проект е аплициран кога градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев беше претседател на Источнопланскиот регион. Токму затоа и тој беше присутен на средбата со заменик министерот Павлевски. И ово покажува дека ние како Совет сме донеле навистина една убава одлука и правилна одлука и дека навистина се грижиме за равномерен регионален развој и една таква политика очекувам да продолжи во наредниот период, навистина секоја општина да добие проекти кои заслужуваат да добијат и проекти кои ќе бидат од интерес на целиот овој регион. Она што се однесува до општина Кочани, секако дека разговаравме со заменик министерот за проекти за општина Кочани, и дека и општина Кочани, како и сите други општини, аплицираат со проекти кои се од интерес на граѓаните на општините, на регионот и секако останува на оценката кои проекти ќе бидат, односно на стручните служби да оценат кои проекти навистина ќе бидат поддржани и финансирани. Она што јас можам да го кажам дека моето огромно задоволство од соработката со сите институции, бидејќи навистина ние како локална самоуправа и како општина Кочани во изминатиот период добивме навистина проекти кои заслужуваат да бидат финансирани од страна на и на централната власт преку разни програми и секако
финансирани од страна на општина Кочани и во моментот можам слободно да кажам дека во текст се изградба на 27 улици и од вчера, односно завчера, тече и нов тендер за реконструкција на уште на 7 улици. Што значи дека во овој момент зборуваме за 34 улици кои дел ќе бидат нови, а дел ќе бидат реконструирани. Првата фаза на етнопаркот во Зрновци беше реализирана пред 2 години, при што се изградија пешачки патеки и летна сцена. Се обезбеди довод на електрична енергија и вода, беше опремено детско игралиште и се комплетираше хортикултурното уредување. Етнопаркот е лоциран на влезот во Зрновци, непосредно до детската градинка и спортските терени. Градоначалникот Станков додаде дека планирана и трета фаза од проектот, со која ќе се изгради пристапна улица со широчина од 6 метри и паркинг, а зашто дополнително се бараат извори на финансирање. Годинава, додаде Станков, се очекуваат и голем број средства за изградба на патишта и улици, зашто на општината се одобрени околу 540.000 евра, а се надеваат и на одобрување на аплицираните проекти до Министерството за транспорт и врски. Ученици од општината Крижевци од Република Хрватска дојдоа на зимување на Пониква. Нивниот престој е во рамки на соработката што локалната самоуправа на Кочани ја има со збратимената општина, која летово организираше летување на Јадранското море за наши ученици. 8 ученици од основното училиште Владимир Назор од градот Крижевци во Република Хрватска во придружба на наставник по физичка и здравствена култура дојдоа на еднонеделно зимување на Пониква на Осоговските планини. Гостите се сместени во хотелот Осоговски бисер, а трошокот за нивниот престој го покрива општина Кочани од сопствениот буџет. Jako nam je lijepo. Kao i svake godine dolazi jedna škola u Osogovo na Ponikvu. Jedan put dolazi Gornja, jedan put Donja škola iz Križevaca. Evo, ovaj put smo mi na redu i kao što sam vam obećala prije 2 godine da ću ponovo doći. Jako mi je lijepo, evo djeca su oduševljena, svaki dan hodamo po 6 do 8 kilometara, proučavamo znači sve ove šumske vaše lijepe puteve i staze, tako da možemo sljedećim generacijama prenijeti kako je ovdje lijepo. Хрватските гости истакнаа дека се задоволни од одличната храна и од љубезноста на домакините, како и од снежната покривка што ја има на Пониква, па можат да скијаат и санкаат. Odlično je, lijepo se zabavljamo, družimo se i da još padne još više snijega, bit će super. Jako je lijepo, ljudi su jako ljubazni, zabavljamo se, rekli su da će danas padat snijeg, pa ćemo se sutra skijati, sanjkati i to jedva čekamo. Учениците ги посети градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, на кого тие му ги пренесоа впечатоците од престојот и се заблагодарија за можноста дел од својот зимски распуст да го поминат на Пониква. Зимувањето на дел од најдобрите ученици од Крижевци е во рамки на соработката меѓу двата збратимени града, воспоставена во средината на 80-тите години. Возвратно, градот Крижевци им овозможува летување на островот пак на најдобрите ученици од 8-те кочански училишта. Горењето на страништата и сламата во Кочанско продолжува, а подпалувањето беше забележливо во вторникот вечерта. Гореше на повеќе места во целото поле, а пожарникарите беа ангажирани со часови и се справуваа со огнот. Земјоделците во Кочанскиот регион не се откажуваат од навиката за палење на сламата и страништата во нивите. Токму пред предстојните подготовки за пролетните активности околу сеидбата се палат остатоците во нивите, со што сериозно се влијае на загадувањето на воздухот, а во опасност се ставаат и населените места во Полскиот регион. Во вторникот доцна попладне и во вечерните часови огромните пламени јазици се забележуваа низ целото Кочанско поле, па изгледаше како земјоделците под договор да ги користат временските услови за да го потпалат она што може да гори. Силниот ветер придонесе огнот на места неконтролирано да се шири, а пожарникарите од Кочанската територијална противпожарна единица имаа полни раце работа. Очигледно е дека предупредувањата и апелите, како и личното укажување кон земјоделците за опасностите што можат да ги предизвикаат со неконтролираното палење на страништата и трските во нивите, немаат ефект. Среќа што заврна дожд, па огнот брзо беше изгаснат. Повеќе од неопходно е да се активираат казнените мерки, што според законските одредби сторителите можат да ги чинат и над 1000 евра.
Со повеќе од 1800 вработени, со инвестиции во опрема само во изминатата година од 4,5 милиони евра, а 20 милиони евра вкупни инвестиции на Амфенол за 6 години постоење. Компанијата Амфенол Технолоджи Македонија се вбројува во една од носечките стопански субјекти, не само во регионот, туку во државата. 12 милиони и 100.000 евра е придонесот на Амфенол за домашната економија. Успешноста е резултат на напорната работа на сите вработени. Во фаза на подготовка се нови проекти и вработувања, најави директорот Сашко Наков. 6 години успешна работа и функционирање. Во моментов со бројка од над 1800 вработени, компанијата Амфенол Технолоджи Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Директорот Сашко Наков, правејќи резиме за изминатата 2019, рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година, со отпочнување со работа на нова 6-та деловна единица. Остварен е раст приближно околу 20% споредено со 2018. Достигнавме бројка преку 1800 вработени, кој што перманентно се зголемува, и реализиравме извоз со кој што сме меѓу првите 10 извозници во Македонија. Така да, мислам дека сите тие показатели се одлични. Инвестициите само за минатата година се 4,5 милиони евра, инвестиции без згради, само во опрема, што достигна 20 милиони вкупни инвестиции на Амфенол во Македонија во изминатиот период. Тоа е резултат на напорна работа на сите вработени. Јас сакам јавно да им се заблагодарам на сите вработени во Амфенол, што допринеле за ова, и пред се за мојот тим, кој што исто со едни зголемени напори и посветена работа успеваме да ги реализираме таргетите и барањата кои што се и од купувачите и од нашите акционери. 12 милиони и 100.000 евра е придонесот на Амфенол за домашната економија, потенцираше Наков. Во 2019 ние сме обезбедиле, дале и исплатиле услуги и стоки во износ од 12 милиони и 100.000 евра за 2019. Тоа значи дека во просек секој месец само за домашни компании сме имале обрат, односно сме им обезбедиле работа во износ од 1 милион евра секој месец. Плюс на тоа платите за вработените кои што исто така се директен инпут на македонската економија, плюс даноци и сите тие други давачи кои што се подмирени секако на време. Значи, важноста сакат со ова околу 25% од обемот што го имаме за набавки го реализираме со домашни компании, што не е за подценување, и овој износ постојано се зголемува од година во година. Јас очекувам дека ова 2020 износот ќе биде поголем. Паралелно се работи и на образование на новите кадри во тренинг центарот во Средното училиште Гошо Викентиев, како и на други нови активности. И друга активност која што е важна да се спомне и која што ја веќе започнавме и ќе ја прошируваме во 2020 година е функции кои што се повеќе врзани како сапорт функции кои што се за поддршка, како што е проект менеджмент. Веќе почнавме и веќе имаме еден проект менеджер овде од нашата компанија, од Ангела Диванисова, која што беше на обука и веќе презема активности. Тоа е една функција која што е за нови и за постоечки проекти во директен контакт со купувачите и ги обезбедуваме нови проекти и сервисирање на тековните проекти. Тоа е една нова активност за нас и мислам дека ќе ја зголемуваме интензивно, и тоа се и нашите планови пред се и договорот што го имаме со хедквартерот и со централата на Амфенол. Значи, во таа насока ќе одиме се повеќе софистицирана опрема, се повеќе ноу-хау и се повеќе високо образовани кадри ќе има потреба да се вработуваат кај нас и да одат на обуки во странство како и до сега.
Во 2020 година плановите се да се зголеми бројот на вработени за уште околу 300 вработувања и да се работи на проекти за нови линии за автомобилската индустрија и проекти за комплетно нов погон и нова деловна единица, Amphenol FTG, за која што вработените се веќе на обука во Германија, а опремата треба да пристигне до крајот на февруари и веќе од март да се стартува со редовното производство, рече Наков. Паралелно како и досега не престанува грижата за вработените со перманентно зголемување на платите, обезбедување на транспорт и храна, како и зголемување на мотивираноста кај вработените. Кај жените карцином на дојка, кај мажите карцином на простата и дебело црево се најчести застапени карциноми кај луѓето во Кочани. Поразителната статистика вели дека се намалува и старосната граница. Се почесто карцином добиваат младите околу 20-та година. Наследниот фактор, но и начинот на живот, главни ризик фактори за појава на карциномите. На 4 февруари и во Центарот за јавно здравје во Кочани беше одбележан Светскиот ден за борба против рак. Секојдневно расте бројката на лица со диагностициран карцином. Статистиките покажуваат дека се намалува и старосната граница. Се почесто млади лица имаат карцином. Бројките говорат дека ракот повеќе напаѓа женската популација, но не се одминати ниту мажите. Во Центарот за јавно здравје Кочани во 2019 година доставени се вкупно 515 индивидуални пријави за малигни заболувања, што е помалку во однос на 2018 година, кога имало 602 пријави. Од нив 140 се мажи, а дури 375 се жени. Новооткриени и пријавени се 81. Од тие 34 се мажи, а 47 жени. И е иста бројка со новооткриени во 2018, кога имало само за еден повеќе, односно 82 новооткриени. Во Виница состојбата е слична како Кочани. Има доставени вкупно 117 индивидуални пријави за малигни заболувања, од кои повеќето се жени 66 и мажи 51. Новооткриени пријавени се 25, од кои 10 мажи и 15 жени, што е приближно иста бројка на пријавени во 2018, кога имало 23 новооткриени. И во Виница најчест карцином е на дојка кај жените, од вкупно 30 заболени, 8 се новооткриени во 2019, а кај мажите најчест е ракот на простата, од вкупно 8 заболени, 3 се новооткриени во 2019. Во Општа болница Кочани, откако е донесен мамографот за прегледи на дојке кој обслужува цел регион, направени се голем број мамографски прегледи и ехо прегледи, и мамографот работи со закажани прегледи. Во приватната здравствена установа Нирвана хирургија пак годишно се прават околу 3500 прегледи, од кои на биопсија се праќаат по 200, а од нив помалку од половина се новооткриени карциноми. Доктор Митко Ристов, специјалист од оваа област, вели дека секоја година само во ова хируршка ординација се откриваат над 60 нови случаи на карцином на дојка, што е поразителна бројка. Лекарите велат дека најчести ризик фактори за заболување на карцином на дојка се наследниот фактор, генските промени, личната историја на пациентката, зрачењето во млада возраст, а во превенцијата од болеста ги насочуваат здравиот начин на живот и исхрана, само прегледот на дојките и најважно, редовните контролни прегледи кај специјалист. Годинава Светскиот ден за борба против карциномот се одбележува со кампања насочена кон подобра информираност, како и едукација за зголемена свесност за превенција од малигните заболувања. Праксата укажува дека добар дел од заболените своите први прегледи ги прават во поодмината фаза. Следува информацијата од спортот. Најуспешните поединци и екипи во спортот во 2019 година ги добија признанијата, но делувањето беше во рамки на манифестацијата што традиционално ја организираше локалната самоуправа на општина Кочани. Традиционално, во знак на благодарност за постигнатите резултати на спортски план во текот на изминатата година, општина Кочани организираше свеченост на која ги додели наградите и признанијата за најуспешните. На едно место се собраа младите членови на спортските екипи од општината кои ја одбележаат 2019-та со постигнувањата во своите области, при што и официјално беа прогласени најдобрите поединци и екипи.
Како што веќе информиравме, годинава за најдобар спортист беше прогласена каратистката Мартина Шахинова од карате клубот Партизан, која според освоените признанија и медали на домашните и меѓународни надпреварувања заслужено ја понесе титулата. Супер е да се биде дел од најдобрите оваа вечер. Оваа година за мене беше една од најуспешните, тоест најуспешна до сега и одбележав со доста резултати оваа година, како Балканското првенство, 2 бронзени медали и државните првенства на многу меѓународни првенства. За мене е чест да се биде спортист на Кочани и благодарам многу на моите тренери, на моите пријатели, родители, семејство кои беа сегогаш тука со мене и ми даваат доволно подршка и напорната работа сегогаш се исплати. Признанието за најуспешен млад надежен спортист за 2019-та го доби клубскиот колега на Шахинова, Филип Стојанов, кој во својата категорија исто така имаше најмногу резултати. Минатата година беше многу напорна и со многу труд се исплати се и оваа година ме избра за млад надежен спортист. Најважните награди ми беа државното првенство на кое освоих прво место, Детал Опен, кој беше многу тешко и така освоих второ место. На Балканското првенство учествував, но за жал не земав медал и имаше многу други надпревари. Во изборот на 10 млади спортски надежи влегува и Дино Лазаров од кошаркарскиот клуб Баскет Дино, Наталија Карова од карате клубот Кочани, Стефанија Павлова од джудо клубот Гладиатор, Иларија Цветкова и Лука Цветков од клубот за гимнастички спортови Кочани, Антонио Јаношевиќ од истиот клуб, Благоја Тасевски од карате клубот Партизан, Младен Василов од кошаркарскиот клуб Баскет Дино и Николче Ефремов од фудбалскиот клуб Фудбал Старс. За најуспешна спортска екипа во 2019-та е избран карате клубот Партизан, а најуспешен тренер е Оливер Коцев од истиот клуб. Сакам да се заблагодарам исто така на сите членови во карате клубот Партизан од Кочани, пошто тоа е и нивен успех, и исто така и на родителите на нашите членови кои што несебично не поддржуваат и ни помагат како за време на тренинзите, така и за време на самите надпревари. Карате клубот Партизан од Кочани изминатата 2019 година постигна одлични резултати. Како клуб учествувавме на 13 надпревари, од кои три беа изборни турнири, државни изборни турнири, 2 балкански првенства и останатите турнири беа на меѓународно ниво одржани како во рамките на нашата држава, така и надвор од нашата држава. Овде сакам да ги, како позначајни резултати, сакам да ги истакнам освоените 3 балкански бронзени медали, кои што ги освоија Петров Ѓорги и Мартина Шахинова. Исто така позначени резултати се 3 златни медали освоени на многу силниот меѓународен турнир Никон Опен во Софија, што се одржа во март месец. Таму настапивме со 6 надпреварувачи, освоивме 3 златни медали. Таа е многу силен турнир, пошто настапија негде над 1200 надпреварувачи од 22 држави од светот. И како позначен резултат сакам да напоменам дека 7 наши членови се здобија со самите изборени пласмани на државните првенства, се здобија со статусот на репрезентативци и настапија на 2 балкански првенства, едното во Бања Лука за деца од 10 до 13 години, а другото беше во Скопје за кадети, јуниори и U21. Признанието за неуспешен спортски работник во минатата година му припадна на Драганчо Димитровски, председател на судискиот актив при Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани. Признание е големо за мене лично. Судискиот актив веќе функционира 40 години. Последните 10 години стагнираше. Откако дојдов како председател на судискиот актив при ОФС Кочани, мора да нагласам, при ОФС Кочани, овие 2 години успеавме да го подигнеме нивото на судии. Така да моментално имаме судија главен на единствена прва и втора лига, тројца други судии на асистентска листа, со намера дека ќе има поголем број одзив на судии во наредниот период и се надевам дека во догледно време и ќе испаде некој меѓународен судија.
доколку некој не е можел да успее во тоа, на идните генерации и пожелувам успех и многу награди и признанија. За најдобрите во спортот во минатата година беа обезбедени и награди. За најдобриот спортист од општинскиот буџет се обезбедени 10.000 денари, а по 6.000 денари добија најдобриот тренер, најдобриот спортски работник и најдобрата спортска екипа. Сепак зачудува зашто слични награди не беа обезбедени и за младите спортски надежи, кои исто така со своите резултати успешно ја промовираат општината. На свеченоста на прогласувањето на најдобрите во спортот признание имаше и со фудбалскиот клуб Осогово за придонесот со активностите и промовирањето на социјалните мрежи. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.